сум те видела некое време. Велат дека кога си далеко од очи, си од срце не. И не можам да сватам зошто ти си ми слабост. Болиш кога одиш и што ме враќа на оне место. А длабоко во себе се уште те носам. Секој ден си тука каде и да одам. Около тебе вртат сите мои мисли, за да ти најдам оправдување. И секој пат е иста приказна, ми ветуваш, ке биде добро, ме залажуваш. Кој игра стара, пак ме играш, јас ти верувам. И знам во себе не е љубов, само навика. Ми велат сите, не за тебе, оган и вода не одат во исто време, на исто место не. Но кога не си покрај мене, ми фали твојот поглед од она време, кога ми беше се. А длабоко во себе се уште те носам. Секој ден си тука каде и да одам. Около тебе вртат сите мои мисли, за да ти најдам оправдување. И секој пат е иста приказна, ми ветуваш, ке биде добро, ме залажуваш. Кој игра стара, пак ме играш, јас ти верувам. И знам во себе не е љубов, само навика. И секој пат е иста приказна, ми ветуваш, ке биде добро, ме залажуваш. Кој игра стара, пак ме играш, јас ти верувам. И знам во себе не е љубов, само навика. Шуо песниче. Ај, добре ни дојде. Добро те најдов. Прво и основно добре дојде во емисијава. Фала Се ти за надевам покана. дека ќе ти биде лаба во овие 30 на минути од прилика. И морам да те пофалам песната и морам да признам јавно на телевизија дека дефинитивно треба малце поќе да ги слушам овие новите песни, пошто немав појма. Другарче од Битола, што моментално живее во Германија, поздрав до Роберто, вика сакам да снимам каверчиња и едната песна од Роби Вилијамс, другата сакам од едно чупе, рече Макфест што пееше. Многу убава песна, кај најде реков многу убава песна. Значи си викаш дека ќе ја чуеш. И почнува да вози ритмот, си вика, некој сака Зоран Алексич да види. Отварам во description, Зоран Алексич ти пише. И викам, добро, супер, песничето топ. Затварам YouTube и почнувам да се пеам во главата си, викам, ја шо ми направи сега. И јас нимивме, да ти кажам право. Кавер со виолина, топ испадна песната и некако од тогаш ми врти во главата цело време. И затоа морав да те викнам, реков, дај да промовираме некој помладо дете, вака, некој што сака уствари да биде на емисија. Фала ти многу на покана. Песната може би треба повеќе да се слуша, ама мислам дека стигна до вистинските луѓе, затоа што многу девојчиња, песната е реално повеќето за девојки. Така. И многу девојчиња ми пишаа. Така да мислам дека се пронајдоа стварно и мене тоа ми е многу кеф. Текстот е твој или на Зора? Не, на Зора не. Ама ние се изборувавме за шо да биде текстот, како шо. Така. Тоа е најбитно уствари. Да. Стално јас кој правам муавет со луѓе за песна, сакам да ги слушнам, да си направам муавет со нив, да видам кај се мотивни, после да правиме муавет за песната, па да извадиме нешто од тие двете раси. Знај тој. И тој треба ми дојде на емисија некој ден, сум многу зафатен човек. Ова не ти е прва песна, така имаш други претходни. Колку имаш песни да се ги извадиме? Па со се навика 3. Па добро. Само што првата песна беше кога сум баш дете, имам 13 години. И е спремана за на детски фестивал во Србија, на српски е пишувана. Браво. Така да не беше за тука и воопшто планиран, затоа и ништо не ни се потрудив да ја испласирам. А
Втората беше исто, на Макфест ја работевме со Јован Јованов. Ама еве, мислам дека ова песна кликна. Да. И заедно кога снимавме со Зоран во студио, бевме вајбавме двајцата на песната, знаевме дека е добра. Да, одличен. И баш другар ми е од Германија, вика, од Макфест песна, викам, кај најде од Макфест песна, вика, абе гледавме, рече, со жената, не интересираше, седнавме, и ова беше единственото чупе, вика, шо некако се разликуваш од другите како артист и песната многу во вози. Ја пуштив песната, вистина вози, добро е, браво се. И од кога снимивме и со виолината, и сега цело време ми се врти во глата, не можам, онака скрос ми влезе некако мелодијата и хармонијата и се комплет. Баш ми е мило што уствари има млади луѓе што прават нови работи и што функционираат. Сега глупо прашање, обично. Нема глупи прашања. Неќам вака, какој бе нема? Абе, знаеш колку има, ајде. Кажи ми, дали после навика спремаш нешто друго? Да. Такво нешто или различно е? Дај ни малце инсайт во приказна. Не мора многу, малце колку да знаеме од прилика, да. Па имам и нешто слично на навика, ама има нешто што скрос нема врска. Значи, навика е црно, ова што ќе излези сега е бело. Сега, пошто може заљубена си, можда затоа се на бело оди работата. Па, некако испадна така да имам две песни што се еве и на Макфест 2 години соред и двете песни се запорува како уствари јас имам лош партнер. Уствари партнерот злато. Партнерот е истото и партнерот е злато, да. Браво, поздрав и до партнерот. Не, нормално е сега, светот наш музички и работите, пораките што ги пренесваме, не се секогаш... Не се само наши лични. Тоа да, само наши и не се секогаш отсликување на моменталната ситуација. Да, може, минато може. Фала Богу. Не дај Господ, не. Ако беше така, овие што прат по Америките за жени, за ова зона Snoop Dogg е жене 30 години, сите песни за жени му се. Така да. Дема врскам, луѓето обично во индустријата музичка прат тоа што сака народот да го чуе или некаква порака што сакат тие да пренесат. Да. Сега, која е пораката што ти сакаш да пренесиш, ќе видиме понатаму, пошто од овие ајде не извлекваме сега за партнери за ова зона пораки. Кажи ми, спомна нешто музичко, имаш учено, немаш учено? Тоа е ролер костер на емоции. Да не те прашвам на таа тема. Јас имам учено, основно си завршив музичко регуларно, средно некако завршив прва година, ама некако целата корона дојде тогаш. Да. Цела корона беше некако... Требаше да учиме музика, а да не одам и да го допрам пијаното. И сега јас имам дома, некоја клавиатура, ама едноставно мене ми е многу полесно да научам музика кога стварно музичар седи до мене, затоа што менторите за музика најчесто не те учат толку технички, туку емотивно. Како да ја слушаш музиката и некако излегов. Многу беше тешко да се прилагодам на таа корона, мада сега пак размислувам да се вратам. Немој таман излезе од приказната се иди живе. Се шалам, не. Зависи што сакаш да правиш понатаму. Нормално сега веќе има можности на факултети за популарна музика и така натаму. Порано на времето ние немавме класична и тоа е сега. И мене класиката никогаш не ме влечела кузне колку, секоја почит до композитори, до се живо, ама едноставно се гледа во ова и сакав јас да завршам нешто што е поврзано со музика, макар и да не е ова што го правам сега. И затоа нега, иначе со денешниот ум не знам да ти кажем што би правил, тогаш така размислувам. Колку години имаш, извини? И то немам појма. 20. 20? Па добро, да, имаш време. На крај на денот не мораш ни официјално да го учиш то на факултет за да си ја работиш музиката, можеш комодно си учиш. Сега интернетов е буквално... денешно време од кај сакаш можеш да учиш. Да. Битно, како што гледам вака, фокусот ти е некако на кај музиката настроен. Супер. Дефинитивно. Учиш нешто друго во меѓувреме? Јас не учам моментално. Учев нешто IT, нема врска, без везе, не никако поврзано со музика. Ама моментално само што се вратив од работа на крузер. Браво. Значи работев за некоја германска компанија во entertainment. Значи пеачка си бев таму. Супер. И некако тоа ми се
така повеќе ми се бенди се таа идеја малце да прошетам прво по свето, Памет. па после факултет. Памет. Мислам, не ми ода нигде годините, не трчам за нигде. Види, искрено ти кажам, и не е дека ако ја работиш оваа професија, дека мора да го имаш факултетот. Мораш да го имаш за други одредени работи, ама нашата професија, музичка да речем, ако не планираш да предаваш или нешто, реално и можеш да го учиш нештото, нема да ти смени дипломата факултетска многу во животот. Да. И паметно е што реши да си го прошеташ животот дур си помлада и да работиш на такви места, и тоа е супер искуство. Аз имав другар што работеше на крузери едно 7-8 години. Имаше многу убави зборови и цел живот ме тераше да дојдиш, да ти не знаеш ова, она, ќе се навикниш првите недела две и рече малце по она, дур навикниш на брод, на не знам што. Другото вика после многу вика, отите почна како тој секогаш си пееше, почна како келнер и после тоа влезе во тие другите изведувачки она и му беше замерак онака го прошета цел свет буквално. Види, не е баш се замерак. Многу е подлабока таа тема, барем во моја перспектива. Оти таму си заглавен. Значи, така е, нема. 2 месеци си заглавен, си сам. Треба многу и да ти се погода луѓето. Не е така се сјајно. На Инстаграм е се сјајно, многу нормално. Добро, фала Богу. Ама никој не гледа, да, ме гледа на плажа, сликана со коктелче, ама никој не гледа дека сум некош сама в соба и плачам, оти сум осамена. И мислам, можам ја да се јавам на телефон тука. Ама не е истото, не е како дома. Како дома нема нигде. Нема, дефинитивно нема. И луѓе што имат излезено надвор, знаат и што имат работено надвор, особено вакви некои, да речам, тезга моменти. Сепак е убаво искуство, Да, дефинитивно. пошто нашата работа е мора да поминиш низ некаква тешкотија, низ некое искуство. Поарно поминиш таму негде наброто, толку да се малтретираш тука. Макар што тука секако ќе се помалтретираш некој време, ама не е страшно. Чим си влегла во ова приказна, веќе ти е јасно дека патот е тој, мора да се оди полека. Одлично. Што сакаш да свирим уште нешто? Ние правевме кој муавет предходно, ама јас заборев да ти кажем за што песни зборавме, што би можеле да свирим. Хепи. Фарел Вилијамс. Може Хепи. Да го представиме вајбо на студиото. Да, малце може ки ти ја грешам, ама... Ајде. Да, окей. Може? It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap alone if you... Чекай, што имаше тука? Cause I'm happy. Without a roof. Да, ајде уште. Аше. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap alone if you know what happiness means to you. Clap alone if you feel like that's what you wanna do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold him back. Yeah, I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah, no offense to you, don't waste your time. Here's why, because I'm happy, clap alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap alone
така нешто има. Bring me down, I cannot bring me down. My love is too high, bring me down. I cannot bring me down because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness means to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Бог, кога немам свирена оваа песна. Браво. Да ти кажам, жива вода се напред малце. Почнав да трзам некако и сватив дека уствари јас ти ја љуфнам на поке места, ама за уба нека Нема е врска. лабаво шо. Да. Затоа сме тука да си лабавиве, не е битно. Ако пеете вакви него, чекај, ти таму пееш со бендче на тие со крузоите? Браво. Шо музичиња свирите? Тоа е Шо не? Што не е, Пошто тоа е... за сите возрасти веројатно треба да имате по нешто. Не треба за сите возрасти, ама тоа е бенд од 8-мина, значи не е баш бендче. И сега... Big band, уствари. Да, big band и малце треба сите со сите да се следа, Така е. малце е по нелабаво, понелабаво. И Терсене, свириме да. секоја вечер различен жанр. Значи, понеделник рок, вторник сол, среда диско, четврток метал, не знам што не. Хаос. Тоа е ултимейт факултет уствари за изведувачи. Да. Уште ви фали за овде за на Балканот турбофолк ви фали и немаш тоа е шанса. крај. Не. Да, убо е. Мислам, тоа е веќе убо школо и супер е, видиш, немав појма, ама и има логика да има различни инструменти, како се вика, стилови, пошто луѓето се таму нон-стоп, не можеш секој ден истото му свириш. И колку време ви тратна стапите од прилика? Са типо. Па, Така да, нешто. добро, да. И зарачено е два пејачи, една девојка, добро, едно да. машко. Значи, реално нема притисок, барем телесен нема притисок. Другото е се окей. Тоа е веќе окей. Убо, кажи ми, дали ти некојаш имаш посакано да напишеш текст или имаш напишано текст или имаш смислено некој музиче или не те интересираат такви работи, те интересираат чисто Сега баш ова што изведувачко? го спомнав. Наброд имаш поприлично слободно време кое што не можеш да шеташ. Зато те прашвам, И да. малце навлегов во тие води. Имав така неколку месеци. Пошто имам нека основа со музичково, почнав малце на пијано некои мелоди, текст имам пишувано, имам и завршено неколку песни, ама некако ми е страв да ги изумам. Те разбирам. Не може. И Полесно ми е туѓа песна, пошто те разбирам, да. Знаеш, и истиот страв сите сме го имале, јас Да. колку време така бев, дурне влегов на некој надпревари онлайн да ми кажат странци дека е супер Дека е нештото, окей, па јас ајде, да почнам да да. правам, иначе не можеш самиот, да. А иначе баш заради тоа те прашав, ти спомна преге дека никој не знае дека имаш дена кога си сама соба и кога што си осамена и така натаму, во главата си вртам онако си викам, тоа е уствари одличен момент да напишеш нешто, разбираш? Зато и те прашав, пошто има луѓе пример неќат, не ги интересира тоа. Ама ако те интересира, моментот е тој. Можеш да го искористиш, како се вика, да изваиш нешто од себе, онака, од душата, да речем. И знам дека не ти се пуштат такви песни во јавност, ама тие што допират уствари до луѓето. Да. Тие што излегват од душата, од длабоко. Свирчиња нешто во Македонија, на Бродци 2 месеци само? Или неколку 2 пати по месеци 2 пауза, Аха, ова да. Во Али сега меѓувреме? си се вратив дома. Не планираш Не, пак да одиш? не. Уште Доста. еднаш и јас, немаш. Не, бев 2 пати, значи 4 месеци така вкупно. Ама не можам. Навистина ми треба стабилност. Си сака да ти кажам право. Мислам, убо е човек кој ќе патува и све е супер и кој ќе работи надвор е супер, ама кој си седниш овде во мирот Ама и дома, некако луѓето таму има луѓе што ги засакав и што ми се драги, ама овде стварно си ја кудиме државата и си ги кудиме луѓето. За џабе, Најтопли сме. така е. Најтопли сме. Значи сега ќе си тука и сега уствари тука почнуваш да градиш приказната. Имаш Малку некое по малку, бенче, почнуваш нешто свирчиње или не планираш такви работи? Па имам, да.
си свирам јас со Crossroad Blues Band, ама тоа си е блуз онака фора скроз си тераме. Прилепски онакво вие екипа си имате собрана. Да, прилепска екипа сме таму скроз, а и тука во Скопје си свирам со Боса Нова. Браво. Така да не запира музика, јас не знам, не можам да не свирам. Супер. Значи чим свириш и чим имаш веќе планови за идни песни, веќе си на прав пат. Плюс имаш 20 години, значи имаш уште пат за терање. Супер. Не, да си продолжиш, да ти кажам искрено и ја немам првата песна слушнато. Не дека се сомневам во... Немој, не требаш да спомнам. Не таа на 13 години, втората мислев. Не дека се сомневам во Јованов, ама ова со Алексич е супер. Не знам натаму кој ти се како во план, не те прашувам, ај не те гибам, ќе си кажеш кој ќе имаш, мислам кој ќе имаш нешто ново, пак ќе си дојдеш тука, ќе си го свириме, ќе си направиме се што треба да направиме, промоци, глупости. Ама убав правец имаш фатено, супер е и мислам дека треба да продолжиш и тоа што планираш да го направиш што е различно од таа песна, исто треба да го направиш, пошто многу луѓето се ограничуваат последно во едно нешто, влегват во некоја коцка или во некој круг, да речам, и вртат во тој круг цело време. И мислам дека треба да експериментираш сега, за после тоа да знаеш кој правец би си го фатила и би си го држала понатаму. Особено ние младиве, многу секој пат некој те прашува во кој правец сакаш. Сакам во се. Па јас не сакам во се, мислам таков сум и како човек, ама и треба да пробаш се да направиш, пошто музиката уствари не треба да има граници. Тоа е најбитното нешто што луѓето што прават музика го забораваат. Супер, да не имаш нешто што сакаш ти да го кажеш, да не те имам прашано, пошто јас знам да си се зазборам и да си се заборам во муабетот. Јас сакам ти кажам фала многу што ме викна. Многу го си поминувам тука. Таман работа. И навивав за тебе за на Евровизија. Ама браво. Ама најкул песна ми имаш. Па добро, да, беше највесела беше од сите. И мене ми беше најубава, ти кажам, не дека моја. Да. Ама ќе беше тоа една интересна приказна, ама нема, бери тја, ти секако беше интересна, еве, ден денес ја пеам по настапи. Ден денес странци ми пишат за песната што уште поака, ама добро. Сакаш некојаш да одиш на Евровизија да представуваш Македонија или не ама ти е? Ама сега не сме ние. Да, не сме, ама во иднина кога би биле, пример. Зошто да не? Да. Мислам дека нема музичар што не ќе да оди во Македонија, ретки се. Па не, добра прилика, многу добра прилика. Особено ако имаш аспирација за странска музика, како што ти, пошто овие стилој кај нас не ти се онакво, си ги сакаш странските. И тоа е супер прилика уствари, особено за помлади луѓе. Дај кој сме кај странските и свириме нешто странско. Што сакаш да свириме друго? Шо? I wanna dance with somebody, тајни? Може. Сега што рефрен да почнеме? Ајде. Оде рече. 1, 2, 3 и... I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Clocks upon the hour and the sun begins to fade. Моја грешка беше. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I don't know right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, my lonely heart calls. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody.
лошо во песниче. Малце пепел го направив, извини. Не, бе, топ. Ама добро, мислам дека го неам свирено во животот никогаш, така што ко за прв пат, знам дека не ми верват, ама ја да си кажам. Да, јако е. Видиш, ти реков што сакаш да испеем и те натера на самиот мозок, те натера нешто странско, пошто то ти е поблиско, пошто си пеела надвор, да речем. Имаш нешто македонско што сакаш да пееш, нека омилена артистка, артист од Македонија, нешто... Да, имам. Да? Например, многу ми се допаѓа Тамара Стојковска. Од кај? Супер е од Тамара, Битола. да. Тамара значи, е... таа последни вака неколку песнички не ми излегува од глава. Тамара е супер. Не сакаш да свириме нејзина некоја песна или текстот нема во погоди? Рефрените ги знам, ама текстовите не. Оти многу се фокусирав на работава и затоа и ги знам овие англиски, малце немав време да си слушам тоа што јас уствари сакам. Не, ама Тамарчето е супер. Поздрав до Тамара. Ита ни е редовна тука. Да. И плюс свири со полојна луѓе, јас што имам свирено во бендот, така што скрос сме онака битолска екипа. А многу ми е кул. Многу. Да, супер е Тамара и одлични музики прави. И тимот за музика му одличен. Поздрав и до Коста и до Вацев. И за видео поздрав до Вацев. За себе поздрав за сите, не е проблем. Да. Одлично. Значи, уствари тоа е битолско-прилепска релација. Тука е негде, се држиме. Ако знаеме и контра да бидеме многу пати, ама знаеме и да се држиме вака. Дали сакаш уште нешто да свириме или да ја пуштиме луѓето да се уживат во неделното попладне и да име да јадиме нешто? Ти огладнев јас да ти кажам нега. Додиме да јадиме. Дојме да јадиме, а? Доста бе. Одлично. Фала ти многу за друштвото. Се надевам дека ти беше лабаво. И се надам дека ќе слушаме уште многу музики од тебе во иднина и ќе идиме тука, ќе свириме, ќе пееме и ќе промовираме и ќе уживаме во... Фала ти многу, навистина, супер беше. Нема за шо и се надам дека и вие ќе уживате со нас секоја недела 18 часу, како впрочем што си правиме и обично. Наредна недела имаме едни многу така, како да ти кажам, многу познати дечки. Има некои песни од нив што не поминува свирка ако не си свират. Така што бидете тука, ќе ви не ви кажам кој се ќе ви текни можда, ама бидете тука, ќе биде интересно. Поздрав и се гледаме наредна недела 18 часа. Чао.